Добар ден, почнува дневникот во 16:30 со прилози за денешните актуелности и случувања. Почнуваме со најава на дел од содржините. Македонските политички лидери постигнаа договор. Надмината е политичката криза. Избори ќе има на 24 април едната година. Европските перспективи на државата не се загрозени, изјави премиерот Груевски. Проектот Македонија вработува е успешен проект на владата на Република Македонија. Досега се вработени на 3500 лица во државата, 220 се вработени во Штип. Започна реконструкцијата на меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Штип. Наскоро ќе биде отворен првиот центар за аутизам на истокот. Македонските политички лидери со посредство на еврокомесарот Јоханес Хан ноќеска постигнаа договор за излез од кризата. Политичката криза во Македонија е надмината. СДСМ не успеа да ги избегне изборите, кои се договорени да се одржат на 24 април идната година. Европските перспективи за Република Македонија остануваат отворени, изјави премиерот Никола Груевски. Вчера вечер во Скопје со учество на представници на 4 политички партии и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан е постигнат договор со кој се надминува политичката криза во земјата. Можам да ви кажам дека постигнавме договор, потпишан од лидерите на најголемите 4 партии и задоволен сум од постигнатото, изјави Хан по средбата со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети и на ДПА Мендух Тачи. Клучно во овие преговори е постигнатиот договор за предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат во април наредната година. Искажувајќи задоволство од постигнатиот договор, премиерот Груевски ги потенцираше следните поединости. Во нашиот случај ова ќе значи дека ВМРО ДПМН ќе номинира привремен премиер за период од 100 дена, почнувајќи од 15 јануари 2016 до изборите кои ќе се одржат на 24 април 2016. За да не може некој да има алиби и изговори за резултатите од изборите, се согласивме почнувајќи од 20 октомври, па до изборите, СДСМ по преходна консултација со ВМРО ДПМН и со ДУИ да даде предлог за технички министер за внатрешни работи, што значи личност која на никој начин не се поврзува со ниту една политичка партија. Воедно, отворивме можност СДСМ да предложи министер за труд и социјална политика од истиот датум. Истовремено, во овие две министерства, ВМРО ДПМН ќе именува своји заменици и министри со право на увид и вето за сите прашања поврзани со изборите. Такви заменици министри ќе бидат номинирани од страна на СДСМ во Министерствата за финансии, земјоделство и Министерството за информатичко општество и администрација. Сите преостанати сегашни министри на ВМРО ДПМН ќе останат во владата до денот на изборите. Задоволен после преговорите беше и лидерот на СДСМ Зоран Заев. СДСМ и опозицијата влегуваат во 5 министерства. Социјалдемократскиот сојуз ќе го предложи новиот министер за внатрешни работи. Покрај Министерството за внатрешни работи, СДСМ и опозицијата ќе предложат и министер за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за информатичко општество. СДСМ ќе назначи заменици министри со право на вето. Ќе биде избран специјален јавен обвинител кој што ќе биде задолжен да спроведе истрага за содржините, доказите и аргументите од проектот Вистината за Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата на почетокот на септември ќе се врати во парламентот и активно ќе учествува во целосно спроведување на сите сегменти од постигнатиот договор во насока на неопходните промени во критичните области нотирани во сите меѓународни извештаи и имплементирани и запишани во овој договор. Преку проектот Македонија вработува, досега вработени се над 3500 лица во државата, со што проектот е повеќе од успешен, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при денешната посета на Штипскиот центар за социјални работи. Во Штип преку овој проект досега се имат вработено 202 лица.
Проектот Македонија вработува продолжува да се реализира и понатаму со значителни и позитивни резултати во сите општини низ земјава. Од кога е во реализација овој проект, досега се вработени над 3500 граѓани. Во Штип преку овој проект досега се имаат вработено 220, што е вистински показател за успешноста на овој проект и токму тука во општина Штип да се помогне на 202 семејства во период од 2,5 месеци побрзо и полесно да стигнат до работа, да стигнат до средства за екзистенција и до редовно работно место, на вистина значи многу и токму поради тоа ќе продолжи проектот и понатаму. Токму поради позитивните резултати на проектот Македонија вработува, министерот ги повика приватните компании да се вклучат во него и да помогнат на невработените лица да се вработат, да отворат нови работни места и на тој начин ќе помогнат и на македонската економија. Во источниот регион во месец мај издадени се 22 одобренија за градба. Најмногу се гради во Делчево и Пробиштип. Ниту едно одобрение за градба во овој период нема во општините Виница, Карбенци и Пехчево. Во источниот регион во месец мај се издадени вкупно 22 одобренија за градба. Најмногу се градело во Делчево и Пробиштип, каде што службите на одделението за градежни работи издале во овие две општини по 6 одобренија на физички и деловни субјекти. Во Берово се издадени 4 одобренија, во Кочани 2, а во Штип, Зрновци, Чешиново, Облешево и Македонска Каменица за месец мај се одобрени само по едно одобрение за градба и тоа на физичко лице. Ниту едно одобрение за градба немаат општините Виница, Карбенци и Пехчево. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, во мај 2015 се издадени 186 одобренија за градење, што е за 4,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4.397.718 денари, што е за 24,8% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 128 или 68,8% се наменети за објекти од висока градба, 23 или 12,4% за објекти од ниска градба и 35% или 18,8% за објекти за реконструкција. Од вкупно 186 објекти на 137, што е вкупно 73,7%, како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 49 објекти, 26,3% инвеститори се деловни субјекти. Започна реконструкцијата на меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Штип. Градежните зафати треба да завршат во септември. Наскоро истокот ќе добие прв центар за аутизам лоциран во Штип. Наскоро ќе се реконструира и агенцијата за вработување во Штип. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес беше во посета на Центарот за социјална работа во Штип, за да направи увид во градежните активности за целосно реновирање и реконструкција на објектот во кој што е сместен Центарот за социјални работи во Штип. Се работи за објект кој што е изграден во далечната 1949 година, за кој постои потреба од целосна реконструкција. Средства обезбедивме од Светската банка и веќе денес започнуваат градежните активности. Очекуваме до почетокот на септември месец овој објект да добие сосема друг, нов, модерен изглед, сосема нови, модерни и квалитетни простории во кои што граѓаните ќе можат да ги остваруваат своите права и услуги, меѓутоа исто така и вработените да имаат значително поквалитетни услови за работа. Исто така овој објект потоа ќе биде опремен целосно со нов мебел и нова опрема и ќе има еден значително подобар изглед и подобра функција. Издвоени се околу 7 милиони денари за целосна негова реконструкција, сосема нова енергетска ефикасна фасада, нова дограма, исто така нов систем за грејење, видеонадзор и целосно нова опрема. Наскоро ќе започне и третата фаза на реновирање на 18 центри за социјална работа во земјава, со пари од ИПА програмата. ИПА програмата. Дополнително, овде во Штип исто така би сакал да истакнам дека во завршна фаза исто така и дневниот центар за деца со аутизам, а дополнително би сакал да најавам дека и како резултат од проектот за реновирање на центрите за вработување веќе е потпишан договор со фирма, со изведувач преку
ИПА програмата и набрзо ќе се започне со реконструкција и реновирање на 12 центри за социјална работа, меѓу кои што и центарот за вработување овде во Штип. Реконструкција на еден ваков објект е значајно за корисниците на социјалните бенефити, но цел ни е што помалку да се користат услугите на Центарот за социјални работи, вели градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Значи да ги вработиме сите. Моментално во нашиот град има некаде околу 2000 невработени, но истовремено увезуваме некаде работна сила од 2000 лица кои доаѓаат од другите градови. Следните 2 години во нашиот град, нашите очекувања се дека ќе имаме само 500 невработени. Мило ќе ми биде што Центарот за аутизам конечно ќе поработи. Некаде околу 30 наши деца ќе бидат комплетно згрижени и ние сме на некој начин лидери во Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде прв таков центар во Република Македонија кој се отвора благодарение на големата поддршка на владата и на Министерството за труд и социјална политика. Центарот за социјални работи се прилагодуваше на досегашните услови и непречно работеше, за да ги задоволи потребите на сите баратели на услуги од ваков карактер. Се надеваме дека ќе овозможиме подобри услови како за вработените, така и за корисниците на услугите од социјалните права и социјалните услуги. Во постапка на реновирање се и центрите за социјални работи во Прилеп, Битола и Охрид, а во рамки на втората фаза веќе се заврши реконструкцијата на центрите во Крушево и Демирхисар. Боровата шума е со најголем ризик за пожари. Од Делчевската територијална противпожарна единица апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни при движењето во шумите. Делчевските пожарникари за среќа засега без посериозни интервенции на терен. Најголем одбранбен фактор што се однесува до пожарите досега беше се уште зелената вегетација. Досега територијалната противпожарна единица од Делчево имаше интервенции на 25 пожари и технички интервенции, од кои пожари на запалени моторни возила, на запалени отпади, ѓубрива, исто така имаше и одредени пожари на отворен простор. Значи имаше пожари на шуми, но во помал обем, така да за разлика од претходните години до овој период можем да кажем дека досега има доста намален број на шумски пожари. Се надевам дека со свесноста на граѓаните, која што треба да биде на доста високо ниво во овој период, дека нема да имаме пожари во овој период на годината, исто така и понатака. Најризични подрачја класифицирани како опасност од прва категорија се подрачјата со борова шума. Значи, доста ризични подрачја кај нас се на планината Голак, потоа во пределот на село Селник Вратисловце, кај што во поранешните години имавме доста големи пожари. Исто така во селата Нов Истевник, Стари Истевник, над селото Звегор, тоа се едно ризични подрачја каде што имаме насади од борови насади. Со оглед на тоа што скоро 99,99% пожарите на отворено ги предизвикува човечки фактор, од територијалната противпожарна единица од Делчево апелираат на внимателност при движењето во шума. Апелирам до граѓаните кои што се движат во шума да бидат многу внимателни, затоа што во овој период настануваат и сушење на тревата и на вегетацијата, така што се зголемува опасноста од настанување на шумските пожари. Во наредниот период исто така апелираме граѓаните да ги чистат своите дворови, односно куќите или викендиците кои што ги одржуваат, затоа што со самото натрупување на некоја растителна вегетација, која што исто така во овој период доаѓа до сушење, представува опасност од појава на пожари. Во последните 5 години во Делчевскиот регион во пожар изгореле околу 1000 хектари шума и тоа најмногу борови насади. 2013 година беше копна за пределот кај селата Селник и Вратиславци, каде пламените јазици голтнаа околу 500 хектари на борова шума. Пожар кој беснееше 3 дена, а беа вклучени екипите од територијалната противпожарна единица, шумското стопанство, јавни предпријатија, полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, но и голем број на доброволци од Делчевско. Сојузот на борците во Штип денес одбележува 71 година од загинувањето на првоборецот Вера Циривири Трена. Пригодна програма имаше денес пред спомен бистата на Трена во градинката која го носи незиното име.
Денеска се одбележаа 71 година од денот на загинувањето на борецот Вера Циривири Трена во Штипската детска градинка насловена по нејзиното име, со говор и полагање цвеќе на нејзиниот споменик се оддаде почит за храбрата Вера. Почитувани присутни, името и херојското дело на Вера Циривири Трена ќе остане вечно врежано во историјата на нашиот народ. Затоа, токму денешното чествување и одбележување на 71 година од нејзиното загинување го посветуваме на храбрата Вера Циривири Трена. Пригодна реч и рецитал за Вера Циривири дадоа дечињата од градинката. Се сеќаваме на храброста твоја, што се бореше за иднината моја. За кого? За Македонија! Инаку Вера е македонска партизанка, учесник во НОП. Таа важи за многу добар инструктор со одлични организаторски способности. Вера за македонскиот народ го дала својот живот. Таа не дозволила да биде убиена од рацете на непријателот, поради што се самоубила. Покрај вработените и децата од градинката, цвеќе положија представници од институциите во Штип и граѓански здруженија. Нека и биде вечна слава и благодарност. Во рамки на Штипското културно лето синоќа на отворената сцена во Дом на млади беше одиграна љубовната драма "Излегов да се прошетам", работена по текст на отец Пимен, митрополит Европски, инспириран од истоимената староградска ресенска песна. Вечерва концерт во уметничката галерија Безистен има бугарскиот квартет Арс Барока. Љубоморните чувства секогаш допринесуваат до тоа една љубов да има трагичен крај. Таква и приказната на представата "Излегов да се прошетам", кој митрополитот Европски Пимен ја адаптирал како сценарио за драма според текстот на истонасловена ресенска староградска песна. Текстот е обработен во 90-тите години од минатиот век, сега адаптиран за 21 век, со тоа што го опфаќа целиот период помеѓу. Имаме еден машки лик, еден женски лик кои имаат на почетокот така запознавање и впуштање во љубов, па третиот лик е оној кој ја пореметува таа хармонија на нивната љубов, а потоа веќе во наредните години, согласно текстот на песната "Излегов да се прошетам", се развива во една мелодрама, во каење меѓу двајцата, затоа што девојката го проколнува, а него се кае затоа што ги патила тие лоши зборови кон него, а додека пак од друга страна момчето се кае заради својата неверност и она копна фатална грешка која ја прави во текот на драмата. Сепак, за разлика од старата народна песна, каде момчето на вистина го стигнуваат женските клетви, за верзијата на представата "Излегов да се прошетам", отец Пимен одлучил да има среќен крај. Освен како сценарист, митрополитот Европски Пимен е дел и од режисерскиот тим заедно со Сотир Чаушевски и Геоко Таневски Бифо, кој пак бил одговорен и за сценографијата и реквизитите. Ова е прв проект на тимот кој представата ја подготвила да биде дел од манифестацијата посветена на монодрама и мини драма која 13 години наназад се организира во Ресен, насловена како Актерот на Европа, под покровителство на Факултетот за аудио и филмски уметности ЕСРА. Станува збор за еден аматерски театар, за луѓе кои немаме никој професионални обврски кон театарот, туку во склоп на работиме во склоп на една ново регистрирана продукција Little Apple, која потекна од градот Ресен. Па затоа што верувам прилогот ќе оди после емитувањето на представата, да, ќе кажам дека имав многу размислувам, пишувајќи го текстот, дали да завршим онака како што завршува песната или навистина да му даваме на среќен крај, но сепак станува збор за млади луѓе во представата и така да завршува сепак со хепи енд. Останатите членови кои го сочинуваат тимот се актерите Никола Источки, Марија Пецалевска и Кристина Пецалевска. За изборот на музиката одговорен бил Менде Танчевски, Светло Горан Јосифовски Ќос и костимографија Елизабета Ќосевска и Аланка Спировска. Вечерва се случува последниот настан предвиден со програмата на Штипско културно лето за овој месец. По уметничката галерија Безистен ќе настапува камерниот состав Арс Барока од соседна Република Бугарија. Станува збор за ансамбл составен од инструменталисти од најрепрезентативните оркестри на Република Бугарија, како што се Софиските филхармонија и оперета, Оркестарот на Класика FM и Бугарското национално радио. Концертот на камерниот оркестар Арс Барока ќе започне во 21 часот.
Меѓународниот монетарен фонд објави дека на Грција ќе биде неопходно поголемо олеснување на долгото од она што се подготвени да и го дадат лидерите на Европската унија. Според студијата на фондот објавена пред денешното гласање во грчкиот парламент за договорот за финансиска помош од 85 милиарди евра, се наведува дека во Грција се влошил финансискиот хаос и дека европските земји треба да и дадат на земјата 30 годишен грейс период за сервисирање на европскиот долг, вклучувајќи нови заеми. Стратешкиот руски бомбардир се урна за време на воена вежба. Екипажот успеал да се капитулира од авионот пред уривањето, но двајца пилоти сепак загинале. Останатите 5 членови на екипажот се пронајдени живи. Група од 20 странски туристи, граѓани на Велика Британија, Јужна Африка и Индија, биле уапсени во Северна Кина под сомнение дека некои од нив биле поврзани со терористичка група. Кина се согласила да ослободи 11 од нив, но останатите остануваат приведени во автономниот регион внатрешна Монголија. Според кинеските власти, дел од туристите гледале во хотелските соби пропагандни видеоматеријали на забраната група. Иако не освои титула, младиот беровчанец Кристијан Воденски извојува 3 победи за својот клуб Грисхајм од Франкфурт во борење на покрајната Мајнаш Пестар и придонесе за својата вице-шампионска титула. На ова надпреварување се надпреваруваа 6 клуба, а екипата на Кристијан Воденски го освои пехарот Георг Хек 2015 во Мембрис, Кенингсхофен. Воденски, кој што се надпреварува во повеќе спортови, меѓу кои во борење во категоријата до 25 кг имаше 4 борби, но на едната противникот не излезе на душекот, а останатите 3 супериорно ги доби. Тој уште едно дете од неговиот клуб по потекло од Русија има максимален учинок. Ако нивните клубски другари беа на врвно ниво, клубот на Воденски ќе го освоеше првото место. Инаку нашиот мултиталентиран спортист за боречки спортови Кристијан Воденски се најде убедливо на првото место на ранг листата за кикбоксери во дисциплината лајт контакт во Германија. Воденски е рангиран за деца до 12 години во категорија до 25 кг. Тој настапува во Германија, каде што работи и живее неговиот татко и тренер Ване Воденски, а настапува под знамето на Македонија. Фудбалскиот клуб Тетекс за неколку дена ќе згасне. Направен е договор за продажба. Клубот ќе го купи поранешен репрезентативец и клубот ќе биде префрлен во друг град. Со самата продажба и промената на локацијата ќе биде сменето и името на клубот, што значи дека брендот Тетекс ќе згасне. Нешто што е градено цели 62 години ќе биде уништено за еден ден. Има луѓе кои што живеат за Тетекс и вистински го сакаат. Повик до сите кои вистински го сакаат Тетекс да не дозволиме нашата најголема љубов да згасне, да се обединиме и да го спречиме ова зло. Тие што сакаат да го уништат клубот немаат никакво право на тоа и Тетекс не е ничија приватна сопственост, па да може што сакаат да прават со него. Тетекс е единственото нешто што им остана на македонците во Тетово. Доколку го згаснете Тетекс, ќе го изгаснете и последното светло во градот. Се уште постојат верни навивачи и љубители на клубот, кои никогаш нема да дозволат негово згаснување, пренесуваат од фудбалскиот клуб Тетекс. Традицијата на откажување на екипи во пресрет на новата сезона за жал продолжи и летово, откако вчера Македонската кошаркарска федерација на својата веб страница обелодени дека тимот на Гоце Делчев од Штип нема да биде во можност да продолжи да се надпреварува во елитното друштво. Македонската кошаркарска федерација по применото известување со жалење констатира дека кошаркарскиот клуб Универзитет Гоце Делчев Штип не е во можност поради финансиска состојба да продолжи со настапите во првата македонска лига и натаму останува грижата на Македонската кошаркарска федерација за состојбата на овој клуб, со надеж дека натамошната активност во сениорската екипа не е доведена во прашање, се вели во соопштението на Македонската кошаркарска федерација. Според пропозициите на федерацијата, местото на Штипскиот клуб во првата лига би требало да го завземе првиот следен тим од втората лига, што не обезбедил влез во елитата. Во случајот тоа е составот на Радовиш, но станува да се види дали оваа екипа ќе собере сили и средства за да учествува во најсилното надпреварување.
Овде е крајот на дневникот во 16:30. Гледате неповторно во 20 часот со нови информации за актуелните случувања на истокот. На крајот дневникот е информацијата за времето. Имајте пријатно попладне со нашата програма.